Добар ден, започнува уште едно ново издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. Лекарите сметаат дека вакцините се клучи во превенцијата од заразни болести, но се повеќе родители велат одлучно не за имунизацијата. Овој нивни став произлегува од стравот дека вакцината може да го наруши здравјето на нивното дете. Најмногу сомнежи имаат кон ММР вакцината и токму поради тоа денешното издание го посветуваме во целост токму на оваа вакцина, а одговор ќе побараме од денешната гостинка доктор Катерина Ставрич, имунолог педијатар и инаку директорка на клиниката за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата и секако актуелна тема сега во овој период со оглед на овие нови случаи на заболени деца со морбили. Кога ја поставив темата на социјалните мрежи, имаше навистина голем одзив. Се надевам дека интересот ќе биде голем и дека ќе имаме конкретни емисијати вклучување на гледачи со нивни прашања. Да започнеме од тоа што содржи ММР вакцината. За каква вакцина станува збор? Значи, за разлика од другите вакцини кои што детето ги прима во тек на првата година, станува збор за жива вакцина. Меѓутоа жива атенуирана. Што значи тоа? Тоа значи дека вирусот е намалена неговата вирулентност, но сепак е жива вакцина. Тоа значи дека потребно е време да помине од кога ќе ја прими детето вакцината, создава имунитет, се бори со вирусите што ги има во оваа вакцина и создава еден квалитетен имун одговор кој што понатаму го штити детето. Не може да предизвика болест, меѓутоа може да имитира лесни симптоми значи може детето да добие некој осип, може да качи некоја температура како реакција и таа реакција не се јавува веднаш после вакцината. Туку се јавува 7 до 10 дена, значи потребно е да организмот изреагира на вакцината. Ако детето качи температура непосредно после примање на оваа ММР вакцина, како што се со другите вакцини, тоа не е од вакцината. Меѓутоа реакцијата ја очекуваме после 7 до 10 дена од примање на вакцината. Иначе ова е комбинирана ММР, тоа значи дека има 3 вируси за морбили, за рубеола и за паротит, односно заушки. На која возраст треба да се прими оваа вакцина првата доза? Значи, според препораките и на Светска здравствена организација и на вакциналните календари, обично децата се вакцинираат на возраст на 12-13 месеци, една доза, и втора доза се препорачува негде измеѓу 4 и 6 година, зависи секоја земја индивидуално си го прави својот календар. Кај нас децата ја примаат на 12 месеци и на 6 години, односно во прво оделение што ќе тргнат, треба да ја примат втората доза. Зашто 2 дози? Затоа што имунитетот што го создава со една доза е задоволителен, меѓутоа не е комплетен. Значи негде се проценува дека 88% се создава имунитет да се заштити организмот од овие заболувања. Со втората доза се создава повисоки концентрации, да речеме, на антитела, кои што долгорочно ќе перзистираат во организмот и ќе го штитат од заболување. Но мора да расчистиме. Нема 100% заштита. Значи, знаеме и од претходните епидемии која ги имаше, дека и вакцинирани деца може да добијат, да заболат. Но тогаш каква ќе биде клиничката слика? Дали е поблага? Да. Значи, многу е поблага, со многу полесни симптоми и нема компликации. Зашто е стравот, зашто е оваа вакцина воведена? Затоа што ова се вирусни заболувања. Значи, нема лек. Второ, имунолошки децата во првите 6 месеци се заштитени од антителата што ги примаат од мајката во текот на бременост. Така да ретко можеме да видиме сипаници во тек на првите 6 месеци. Меѓутоа, после тоа, тие ги губат тие антитела заштитни од мајката и треба да почнат да создаваат своји антитела, а тоа е процес на зрење на имуниот систем. Зборевме во претходната емисија дека тој трае до 3 години. И овој период е најчувствителен за децата, за да може да дојдат, доколку дојдат во контакт со некои од овие заболувања, да се разболат. Ке речат, родителите често викат, па добро, вируси, сипаници, ке прележи, нека прележи детето. Да, меѓутоа, во голем дел можат да направат компликации, дават компликации.
10% може од децата да направат компликации сериозни, Така. од типот на воспалување на ушите, пнеумонии, па дури ретко и воспалување на мозочето. Значи, стравот е од тие компликации. Може да доведе и до смрт. Посебно во онаа група на деца кои што се подхранети, кои што имаат лош имунитет, кои што се често болни, значи каде што организмот е едноставно ослабен. Така. Кога се прима оваа вакцина, родителите сметаат дека нивното дете треба да има пробано белка. Точно ли е дека детето треба да има пробано белка од јајце за да не добие анафилактичен шок во случај да има алергија на јајце на белка? Значи, секоја вакцина постои ризик и секој лек, од секој лек постои ризик да се направи да се добие анафилактична реакција. Тоа се случува исклучително ретко. Значи, збориме 1 на милион вакцини примено, може да се случи анафилактичен шок. Оние истражувања кои што ги правеле кај деца кои што направиле алергиски реакции на вакцината, се покажало дека не е белката на јајце таа на која што е причина за таа алергиска реакција. Зашто е стравот белка за јајце? Затоа што овие вируси се растени на пилешки ембрион. Меѓутоа, количините на белка, на тие алергени од белката на јајце, од јајцето, се толку минимални, немерливи, што не може тие да предизвикаат, значи и деца кои што се алергични на јајце, нема да направат анафилактична реакција на оваа вакцина. Тие деца кои што направиле алергија на ММР вакцината, се докажало дека уствари направиле алергија на друга компонента која што ја има во вакцината, а тоа е желатинот. Или неомицинот, антибиотикот кој што секоја вакцина го има за да као заштита во тек на пошто сепак е тоа биолошки препарат. Така. Вакцината е конкретно ММР вакцината во последните 20 години на лош глас поради наводната поврзаност со појавата на аутизмот. Какви се најновите сознанија? Постојано се прават некои студии, се објавуваат информации, но некако недовербата на родителите никако да исчезна по ова прашање. Па некако на прва студија 98 година кога се објави со 12 случаеви каде што се заклучило дека ММР вакцината се поврзува со појава на аутизам и после тоа почна овие негативни ставови. Од тогаш, навистина, значи и Америка и Европа многу пари вложи во да се направат квалитетни студии со голем број на испитаници, епидемиолошки студии, и ниедна од тие студии не ја покажа таа поврзаност помеѓу аутизмот и ММР вакцината. Но има доста родители со деца кои што имаат аутизам и тврдат дека симптомите се појавиле по примањето на Значи тие што се бават со аутизам и они викаат дека се работи за комплексно, за мултигенетско заболување, за каде што не се само генетските фактори, него и надворешните фактори. Се уште е тоа поле на истражување. Кој е тој склоп, зашто кај некое дете ќе се развие аутизам или не. Вакцината не е директен предизвикувач на аутизмот. Так. Може да биде тригер. Многу други работи може да биде тригер. Може детето да добие настинка, вирус, друг, и да тоа поттикне да се појават симптомите на аутизам. Тоа дете ќе ги појави тие симптоми на аутизам. Она што е, да речам, важно за родителите се оние редовни контроли кои што секое бебе во тек на првата година треба да ги прави во превентивните тимови на секои 3 месеци, каде што се прати психолошкиот, невролошкиот развој на детето. Значи, тешко се приметуваат симптомите во текот на првата година, меѓутоа може да се примети некој отстапување. Најчесто симптомите на аутизмот се појавуваат после годината. Вие не можете да знаете, значи, дали детето ќе прозбере на 6 месеци или на 12 месеци или на 3 години е флексибилно, е нормално. Не мора да значи дека има некој проблем. И обично симптомите на аутизмот се почнуваат да се приметуваат после годината, а тоа се совпаѓа со примањето на вакцината.
Може да биде, значи може да биде као тригер вакцината, меѓутоа не е таа директен узрочник за појава на аутизам. Многу родители од страв од аутизам се одлучуваат нивното дете да ја прими вакцината после третиот роден ден, кога ќе наполни 3 години, вела да прозбори, да прооди, па тогаш ќе ја прими вакцината. Дали е предоцна да се прими на 3 години вакцината? Па она што го реков, имунолошки организмот созрева до 3-та година. Значи, ово е највулнерабилен период, да речем околу годината, кога веќе ја нема онаа заштита од мајката, кога нема сопствен имунитет детето и кога едноставно е приемчиво кон, значи, ево контакт со, да кажеме, со други деца доаѓа и многу лесно може да заболи од овие заболувања. Важно е она што, нели, колективен имунитет, зашто ние инсистираме да голем процент од децата бидат сите вакцинирани. Значи, ако имаме 95%, 97%, 9% од популацијата вакцинирана, онда викаме дека имаме добар колективен имунитет. Што тоа значи? Тоа значи дека и оние неколку проценти од децата кои што не се вакцинирани се заштитени. Реков дека ова жива вакцина. Значи, тука малце се Дали може секој дете да ја прими оваа вакцина? Значи, генерално секој здраво дете може да ја прими. Меѓутоа, тие деца кои што имаат пореметување во имунитетот, тоа се сериозни, тешки имунодефицитни состојби, кои што обично во тек на првите месеци, првата година се откриваат. Ретко кога тие може да преживеат, да речеме, на година дена, па да се вакцинираат, па да им направи вакцината проблем. Меѓутоа, малигните заболувања, примање на терапија, имуносупресивна терапија од било која, значи све се тоа состојби на кои што не треба да ја примаат оваа вакцина, затоа што во таква состојба може да направи компликација, сериозна болест. А што е со децата кои што се здрави? Дали треба да се направи крвна слика пред да се прими вакцината, за да се утврди дали детето во моментот се разболува или не, или пак е непотребно сето тоа, бидејќи некои педиатри инсистираат дека е потребно да се направи крвна слика и ЦРП, други пак велат залудно го буцката детето. Треба ли детето да е сосема здраво за да ја прими оваа вакцина? Да биде. И за било која друга вакцина треба да биде детето здраво. Крвната слика нема да ви помогне да ви покаже дали е детето здраво или не. Значи треба еден добар педиатриски преглед да се процени здравствената состојба на детето. И не е само прегледот, него и анамнезата и податоците од родителите, дали било во контакт, дали иде во градинка, дали било во контакт со други болни деца. Крвната слика може да биде нормална, а детето да биде во еден период на инкубација на некоја вирусна или може да е и некоја лесна вирусна инфекција, пак да речеме крвната слика да е нормална. Така да не е показател. Меѓутоа, според препораките, според превентивните програми, кај сите деца на година дена и на 2 години се прави крвна слика како еден вид скрининг за рано откривање на анемија. Значи, да, на година дена често пати и да отидете во превентивните тимови ќе побараат крвна слика од вас као дел од тие превентивни програми што они ги работат. Меѓутоа, не значи дека во тек на првата година кај што ги примаат другите вакцини, на 3, на 4, на 6 месеци, дека треба да се прави крвна слика. Нема потреба. Така. Што е со негативните ефекти од оваа вакцина? Колку често се јавуваат? Што говори вашето искуство? Значи, секоја вакцина има несакани ефекти. Меѓутоа, тие се воглавном ретки, самоограничувачки, лесни, кои што поминуваат. За сериозни ефекти, несакани, исклучително ретко. Она што рековме, анафилактичен шок. 1 на милион вакцинирани деца може да добие анафилактичен шок. Меѓутоа, тоа е исклучително ретко и затоа и децата кои се вакцинираат, непосредно после примање на вакцина остануваат во холот пред превентивниот тим 15 на минути за да се евентуално забележи некаква реакција. Оваа вакцина знае, она што рековме, да даде реакција после 7 до 10 дена. Може да даде лесна температура, може да даде ризик за појава на грчеви, на фебрилни грчеви, конвулзии.
Меѓутоа, тој ризик е, да речеме, она што во литературата стои е 1 на 3000 вакцинирани деца има ризик да добие фебрилни конвулзии. А знаеме ние дека 5% од детската популација е склона да барем еднаш во животот добие фебрилни конвулзии. Тоа значи 5 од 100 деца ќе добијат фебрилни конвулзии на таа возраст. Исто така, исклучително ретка компликација е тромбоцитопенија, односно да како резултат на вакцината паднат бројот на тромбоцитите и може да се појават проблеми од типот на крварење. Меѓутоа, и оваа несакана реакција е исклучително ретка и во споредба со честотата на нормално таква идиопатска тромбоцитопенија е која што е многу почеста во однос на ова како несакана реакција. Мислам дека во целиот овој контекст за ММР вакцината треба да се гради еден добар однос помеѓу докторот и родителите. Да, може би тоа клучниот проблем, бидејќи доста родители реагираат дека кога ќе побарат упатство за вакцината, не го добиваат, не знаат кој производителот, обично добиваат одговор дека е сосема безбедна, дека не треба да се грижат, а тие веќе прочитале дека се можни некои несакани дејства, па тука ми се чини дека се јавува и се продлабочува јазот на недоверба. Пак ќе речам, треба информациите да ги бараат од здравствените работници кои што се занимаваат со тоа, кои што ги имаат тие информации. Не мора да значи дека и матичниот доктор ги знае сите тие информации. Меѓутоа, докторите кои што работат во превентивните тимови, кои што работат на вакцинација, тие информации ги знаат и треба да им ги дадат на родителите, да ги откријат кои се нивните стравови, да се обидат да им одговорат на нивните прашања, не да добиваат информации од медиумите, од социјалните мрежи, од форумите. Знаете како е на форумите. Може да се случи едно дете ќе добие грчеви, конвулзии, и онда тоа се мултиплицира и онда станува дека сите деца добиле конвулзии, дека тоа е опасно или страшно. Или еден ќе каже дека вакцината е, не знам, набавена од Пакистан, од Индија и онда одма се шири таа информација дека. Значи, морам да кажам, Министерството води строги правила за набавка на вакцините, дека се тоа од фирми кои што се препорачани од Светска здравствена организација и дека нема потреба да се има недоверба, значи целиот тој ланец на транспорт. Вакцини од Грција ги транспортира во фрижидирчиња и слично, што беше доста комплексно. Еве да појасниме, дали ММР вакцината со ист квалитет тука и во европските земји? Апсолутно. Значи децата примат иста вакцина и дали има целуларна вакцина и целуларна кога станува збор за ММР? Таа вакцина која што ја имаме и ние тука обезбедено. Единечна доза за ММР, нема ацелуларна. Многу често пати, нели, со дите перот имаше со пертусисот ацелуларна, не целоклеточна, и често пати доаѓаат кај нас и на клиника бараат пречистена ММР. Нема пречистена. Значи, тоа е една таа жива атенуирана вакцина, која што се дава низ цела Македонија, во сите диспанзерии има, е безбедна, е квалитетна, значи нема потреба да се носат децата во Солун да се вакцинираат или во негде во околните земји. Така. Тука би можеле да ги отвориме телефонските линии, да ги вклучиме гледачите со нивни прашања. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате некој конкретно прашање поврзано со имунизацијата и ММР вакцината, слободно можете да се јавите. Споменавте дека вакцината може да биде тригер за одредени болести, затоа некои родители сметаат дека не сите деца треба да бидат третирани исто, односно не може секој дете да прими иста вакцина на иста возраст, во иста количина. Сметаат дека е потребно да се направат некои посериозни, покомплексни истражувања и испитувања. Има ли потреба за такво нешто? Значи, такви испитувања се направени. Го спомнавте да се сочека детето да прозбори па да прими вакцина, нели, и доста родители тоа. Значи, има една полска студија направена каде што е токму развојот на говорот испитуван во споредба со примањето на вакцината на периодот кога е примено.
и тие што не примиле вакцина и тие што примиле. Значи, апсолутно нема никакви разлики, не влијае вакцината врз појавата на говорот кај децата. Имунолошки рековме дека секој организам е сам за себе приказка и различно реагира на вакцината. Затоа ние велиме, меѓутоа најголемиот дел од децата кои што ја примаат оваа вакцина немаат никаква реакција. Така. Многу мал дел може да изреагира со температура, со осип и исклучително ретко може да се појави грчеви или некоја тешка компликација. Значи, нема потреба од некои дополнителни испитувања, да генетиката е генетика, ништо не мора да значи. Сите тие болести од кои што родителите често пати се плашат, нели, од диабет, од некои автоимуни заболувања, тоа се мултифакториелни болести, каде што да, генетиката е едниот фактор, меѓутоа и надворешните фактори се комбинацијата, склопот на како ќе изреагира организмот, никој не може однапред да знае. Така, имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до Благодарам. докторката. Имам едно прашање до докторката, односно две во едно. Што е со дечињата што се алергични на белка од јајце? Дали смеа да примаат вакцината? Затоа што нели да и таа се воведува прилика околу првата година, белката од јајце. И што е со дечињата кои што тргнуваат во градинка со полни 8 месеци? Значи, тие се изложени на потенцијален вирус од дечињата кои што се поголеми во градинка, кои што се можеби вакцинирани, меѓутоа може да имаат некоја од овие болести. Детето не е вакцинирано, а немаме можности порано да се вакцинира. Така. Ви благодарам што се јавивте. Така, што во една ваква ситуација, во една во голема однос на дилема? белката, мислам дека го рековме. Не е алергијата на јајце контраиндикација за примање на вакцина. Се повеќе гледаме деца со алергиска конституција, со алергија на млеко, на јајце, на други компоненти. Значи, тука треба да се биде внимателен во поглед на алергијата на желатинот, алергијата на антибиотици, посебно на неомицинот, кој што ја има во вакцината. Пред неколку години, кога имавме повторна епидемија на морбили, имаше, нели, сите деца на 6-месечна возраст, доенчиња, се извакцинираа со ММР, ниедно не направи никаква реакција, а после тоа, кај дел од тие деца кога се почна со јајце на 8-9 месеци, испадна алергични на јајца. Значи, алергијата на јајце не е контраиндикација. Во однос на тоа, да, се повеќе деца, веќе мајките мора да идат на работа и тргнуваат во градинка многу рано, на 8-9 месеци. Значи, поентата е токму она што го зборев, колективен имунитет. Ако ние имаме висок опфат со вакцината на година дена кај децата, тогаш тој колективен имунитет на некој начин ги штити и овие невакцинирани деца. Да, треба да биде здраво детето. Значи, деца кои што тргнуваат во градинка на 8-9 месеци, обично се често болежливи. Нормално е да во првите 2 години детето секој месец биде настинато и болно. Значи, на 3-4 недели да има некој вирус. Мој совет би било барем пред да прими, ако треба да се вакцинира со ММР вакцина, барем ако може да не се носи во градинка едно недела, 2, да биде здраво детето, па да ја прими таа вакцина. Така. Имам уште еден гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ве поздравувам вас и докторката секако. Имам едно Благодарам. прашање. Поздрав и до вас. Ме интересира. Имам 6-месечно бебенце кое што до сега не е вакцинирано од причина што на 4 месеци беше нешто болежлив, лели, примаше антибиотик кој што мораше да го прими, нели, и според крвната слика, нели, педијатарот му даде антибиотик. Ме интересира, од тогаш па наваму е здрав. Значи, со вакцинава сега што ќе треба да го однесам за да ја прими, дали ќе треба да се направи повторно крвна слика и дали доколку на крвната слика се покаже дека има високи леукоцити, детето ќе биде вакцинирано?
Ви благодарам што се јавивте. Да. Дадовте веќе вие појаснувања, еве можете уште еднаш. Значи, она што рековме, децата имаат право во првата година, малтене секој месец да бидат болни. Меѓутоа, секој инфект трае 2 недели. Значи, не е причина толку многу да се одлагаат вакцините и да се чекаат. После инфектот, после санирање, доволно е недела дена да детето биде здраво и може да почне да си ги прима вакцините. Во однос на правење на крвна слика рековме, значи нема потреба да се прави крвна слика, ништо не значи. И деца кои што се слабокрвни, не е причина слабокрвноста да не примаат вакцини. Покачениот број на леукоцити, треба да се види колкав е тој. Значи нормално доенчињата и децата мали имаат покачени леукоцити, може да имаат ретко, може да имаат покачени леукоцити и воглавном доминираат лимфоцити. Тоа не значи вирусен инфект, тоа не значи болест, тоа е една физиолошка состојба, ретко, меѓутоа може да имаат покачени леукоцити. Тука е важно да се види соодносот на неутрофилите и на лимфоците, дали ги има неутрофилите. Тоа што може да имаме состојба исто, ретко тоа се случува, да ги нема неутрофилите, па компензаторно да се зголемени бројот на лимфоцитите. Меѓутоа тоа е матичниот доктор ќе ја види таа крвна слика. Во секој случај треба еден добар преглед, е доволен за да се процени дали детето е здраво или не и дали може да прими вакцина. Доктор Ставрич, ви благодарам што бевте дел од 0N+, што вака на убав начин појаснивте и разјаснивте многу дилеми кои што беа односно се врзани со ММР вакцината. Благодарам и се надевам дека на дел од тие дилеми одговоривме, сигурно дека има уште. Секако. Меѓутоа, стоиме на располагање на родителите за консултација и за било каков совет. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од емисијата, а ние тука го заокружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно!